Две жени води, без гаќи оди, чита Александар Стадојков. Си бил еден човек, си имал еден син ерѓен, втасал за жедење. Арен човек си бил сиромав, тики немал време, немал пари да го жени. При се што сакал ерѓено да се жени, му било страм да му рече на татка си да го жени. Идејќи си човек од лозија дома, седнал под трем и бидејќи уморен беше офтал. Леле бори, мајко мила, рекол и изваил крпата да си бриши челото од потта. Барем ти си жеден бре татко, што туку ми овкаш и ми леликаш? Која чу таткото тие зборови од сино, се сетил оти сака да се жени и го усетил оти не разбрал овкањето од татка си, оти било од баката што работел во лозието. Демеки ти сакаш да си жедет као мене, а? Му рече татко му. Елбе те сакам и јас сум баш како тебе, му рекол син му. Джанам, сакаш бре синко да се жениш, му рекол татко му, ама мака ќе ти дојди за да ја гледаш. Мака ќе би дојдело за една жена, му рекол сино. Ако ме жениш, две жени сакам да ми земиш, а не една као ти што си ја зел мајка ми и пак се плачиш. Две жени сакам да ми земиш и друго чаре не бидува. Многу го кандисувал таткото сина си да не зема жени, Арно ама никако не могол да го кандиса и најпосле му зел две жени. Поминале неколку месеци со радост и веселје момчето и невестите, дури имал пари да му купува тоа што му сакале невестите, и која не му останале пари, фатил да станува многу радо и да оди на каве. Еден од другарите него и го задрел оти идел толкова радо на каве. Абре Кардашим, му рекол, како да не идам толку радо кога водам две жени? Едната ќе ми тури вода да се бијам образ, другата ќе ми избриши кондурите и се што ми е нужно. Ете, затоа идам молку радо, разбра пријателе мој. Да ако имаш ние да се жениш и ти две жени да си земиш, да се насладиш и век да си поминиш. Слушајќи тие збори и пријател од женетио, се планоса и се ожени за две жени. До неколку месеци тој бил весел, радосен, дури имал пари да му пригодува што му сакале жените. Што не можел да му угоди на жените, беа го запашкале да го бачат и да му велат. Ко не си бил вреден за жена да радиш и да ја купиш се што ни треба, не требало туѓата чела да ја земаш на душа. Од тие и друзи тешки зборови од двете жени што му се велеле на пустото момче, ќе си пуктел во кожата и уште пред зора ќе си избегал од дома на каве. Браос, му велел другар му, што го клал на тој ум да земи две жени и да си помини. Оти и ти фати да идиш на каве уште порадо од мене, чонки имајќи две жени ти као мене, те пригодуваат и те испраќаат. Господа ти плати, пријателе, му рекол, што без едена душа да си земам бељата. Сега поверував одо што си дал рано на каве. Ете, ова е две жени води, без гаќи оди, што го рекле нашите стари. Друга спроти првата пак, еве како се прикажува. Ја жени ме татко, ја в будар ќе судам, вака да знаеш. Бидејќи еден бил у мајка и у татка, виде не виде, го ожени при се што немал време и не бил тамам синово годиње. По некоја година му се родиле две деца, Арџуј за раѓање, Арџуј за крштење, Арџуј за умирање и беше дошол во голема сиромаштија. Седејќи еднаш на сонце, беше се замислил и од гајле беше задребал, та беше се разлигаил, се брсулаил како некое мало дете. Видоајќи го петоло, разбрсулаен домаќино, се прибрал до него и почнал да му и колва брсулите. Се освестил домаќино и го бркнал петело, велејќи, море крши глава од мене бре петле бре, не колвај ми мрсулите, оти да не му речам на татка да те ожени, да бетер од мене ќе станиш. Не само ќе се мрсулаиш, ами и в гаџи ќе се испоселиш. Разбра сега што ти реков, али не разбра.